Во Македонија можам слободно да кажам дека не се почитуваат доволно човечките права, па камоли детските права. Така што со спроведувањето на мерките кои што ги реализираат Министерството за труд и Министерството за образование, се надеваме на напредок во врска со почитувањето на детските права. Ова денеска го констатираше Александра Северковска-Стојановски, извршен директор на Детската амбасада за сите деца во светот, по повод Светската недела на детето. За оваа пригода, членовите на Детската амбасада денеска беа гости во градинката Рамполевката, каде се одржаа активности во насоки на тоа кои се правата на децата. На листови од хартија беа напишани овие права, а со символичното пуштање на балоните во воздухот, децата порачаа сите во општеството да ги почитуваат нивните права. Можам да кажам дека во соработка со УНИЦЕФ Детската амбасада ќе спроведе една активност каде ќе се превземаат мерки, особено во прекршувањето на детските права, односно поконкретно за насилствата во училиштата, во образовните институции, како што беше пример, како што знаеме пред некој ден во училиштето, не дека нема да се случи повторно, меѓутоа треба да се превземат мерки за нивно сузбивање. Можам да кажам дека и проблемот на прекршувањето на детските права е и во семејствата. Значи, треба коренито промена на реагирање, нели, и во семејствата, и во институциите, односно во училиштата. Па, како што споменав, кршење на правата имаме секојдневно, како што кажав, не само во училиштето, можам да кажам дека проблемот потекнува дури и од семејството, за жал. Па поконкретно можам да кажам дека од најмала возраст треба да се превземаат мерки за да не дојде до појава на девијантно однесување, како што беше тоа пример. Сакав да кажам дека најчест проблем е прекршувањето на правото во дискриминацијата на децата со посебни потреби, иако е наметната инклузијата, за жал не се спроведува на највисоко ниво. Денешната активност со најмалите Детската амбасада за сите деца во светот ја спроведе заедно со нивниот пријател Медика Десовски, лабораторија и општа амбуланта, каде нивните штитеници секогаш имаат можност да отидат и бесплатно да ги искористат нивните услуги.